Добро вечер, драги пријатели. На многу да се посакам убав сон и убав ден што ни предстои, како и убава текона наредна или текона недо што започнува. Одамна се немаме слушната преку моја видеоанализа. Вечер имаме една интересна тема, бидејќи денеска на 24 август Украина треба да слави своја независност. Као аналитичар се прашувам дали е тоа последна независност на Украина. А ово зборувам согледувајќи ги состојбите на фронтот и оно што се случува со војниот конфликт во Украина. Мои очекувања, поточно мојата анализа зборува дека ноќеска ќе има голем удар од руска страна, од Руска Федерација, врз Украина, особено врз Киевскиот дел, бидејќи денес, на 24-ти, веќе некои стаса од европејциве, а утре ќе и од Европската унија ќе има. Значи, Путин ќе ги врати на Украина оно што се обидува да го расипат на 9 мај кога се заканува со прославата на Денот на победата и од тие причини. Инаку оно што се случува во Украина за мене не е случајно. Тука ја ги гледам и конците кои се влечат од Москва. Фјодоров, што е сменет, што е ги воведе дроновите во Украина, по мои извори што имаме новинарски, бидејќи новина со провокација, без разлика што ко студент од 83-та, на Југословенски суд за новинарство почнав да истражувам стројќи парапсихологијата, но дипломирав аналитика општи смер, група аналитичари. Зборува дека конците ги се влечат од Москва повеќе отколку од Запада. Зошто? Прво со Зеленски човек на Путин, го имам кажано тоа уште одамна. Путин веднаш го извести кога започна конфликтот од Украина ќе правиме голем Израел. Мене као аналитичар ми беше доволно таа реченица да го составам мозаикот што се случува во Украина и конфликтот кон што води. И што се случи после тоа? По таа кажана реченица е влегување на руските војски во Украина, мислам денешна, а потоа тоа се во руски области кои са подарени од Ленин и од Хрушчов. Што се случи? Да се замрзна руските резерви, околу 300 милиарди, ги забрана еврејското лоби, бидејќи ги држи и ММФ и Светска банка. Најмногу има во Белгија задржано нешто малку во САД, околу 10 милиарди. И Европа се обидува, ама Белгија не дозволи да се трошат и поточно тие средства да се дават на Украина, него одлучија да подигнат кредит од 90 милиарди, која ќе подигнат и дали ќе подигнат, колку ќе користи, е друго прашање. Зошто Путин ги влече конците? Залужни беше добар генерал и му пречеше на Владимир Путин, председател на Руската Федерација, и Зеленски го смени со Сирски. Сирски е роден во Русија, татко, мајко, брат му, се во Русија, Русија. И благодарение на Сирски, падна многу работи, он беше копнен генерал. После Сирски дојдоа до суди меѓу Сирски и Фјодоров, министерот за одбрана на Украина, а кој што има некои податки, Фјодоров е исто човек на Москва, зашто воведе дигиталната или со дронови напаѓање врз Русија, а со тоа Руската Федерација има причина да возврати нормално, асиметрично. И сега во овој конфликт се вовлекува и Велика Британија, и советувам на сите македонци и преостанати граѓани, полека да ја напуштат Велика Британија,
бидејќи, само кај астрономска гледна точка ќе ви кажам, од јануар некаде дали 11, не ме држи збор, а Марс воистина планета почна да се движи ретроградно и некаде до април. Тоа значи ќе има големи судари и проширување, значи 2027 е бројот 11 кој ќе земете нумеролошки, а 11 е обично носи револуционерни работи, па и 11 знаке Водолија. 11 септември се сеќаме добри кулите, близначки, многу работи, сега да ги редам. Од таа гледна точка, ја не би сакал, но моите анализи зборува дека најверојатно ќе биде денеска последно славење на Украина кој независна држава. Многу го кажа во моите анализи кои редовно ме следат, а кои сака да ме редовно следат и кои се објективни анализи, треба да приседат на копчето претплати или subscribe. Многу добро кажа дека Русија ќе се запад кога Одеса ќе падне. Значи, целиот тој Донбас, Херсон, Запорожје, кои се веќе влезени во рускиот сустав, значи они нема да се запрат тука, и ќе остане на крај киевскиот дел, не е случајно Галиција да биде вратена на Полска, но некои западни делови од Полска били подарени пак на Австралија, и не е случајно што Русија и поточно Руската Федерација го повлече својот амбасадор од Велика Британија. Моите анализи и мој пар психолошки истражувања зборува дека британскиот остров ќе биде потонат, поточно и онака потонува по неколку сантиметра. Сантиметра, не знам, точно не ми текнува бројката годишно. Така да ја им препорачувам на нашите сограѓани и на многуина да заменуваат полекот Велика Британија, бидејќи 2027 ќе биде клучна година за рушење на монополниот светски системи и да се воведување на монополаниот. Значи, доминацијата на Америка и на НАТО почна да се распаѓа, НАТО се распаѓа, но се распаѓа уште од оној момент кога САД ја формираше групата АУКАС. Тоа значи тука е Велика Британија, САД, Јапонија, Австралија и мислам дека Јужна Кореја, не сум сигурен, не ме да се заборам. Но што се случува во моментот кој исто допринесува на распадот на НАТО, поточно Нетањаху го убрза тој распад, навлекувајќи го Трамп да го нападнат Иран, која е најстара култура, над 5000 години. Јас само израелците или евреите би сакал да ги потсетам дека од египетското робство ги ослободи Кир, значи царот персиски, а истите, значи го напаѓа тој што им помогна. Тоа прескапо ги чини и се закачија со Турција и во моментот се создаде, да кажеме, муслимански НАТО, а ја веќе 4-5 години реков дека на крајот Израел или израелското лоби и евреите ќе одржуваат муслиманскиот џихад. Значи се создаде сојуз воен и од Турција, Пакистан и Саудитска Арабија. Тука ќе се приклучи, сака да се приклучи Египет и наравно тука Иран, во моментот е на дистанца, но сето подкрепа на Иран. Па гледате, ниједна муслиманска земја не му врати Иран за бомбардирање на базите на Блискиот Исток што ги има САД. Пред да се наши интересен период, на неубав, мора да кажам, така да ескалацијата војна на глобално поле ја очекувам во 2027 година. 2027 година не е моите анализи зборува дека и Кина ќе тргне да го си присвои Тајван, дали тој ќе биде со мила или со сила. Тајван ќе биде дека повеќе нема да има помош или поддршка од САД,
бидејќи магазините војни нема сад се испразнети, освен нуклеарките. Самите кажуваат дека намалени се резервите, затоа и не дават патриот гранати на Украина. Украина и бараше лиценца за само да произведува гранати. Инаку и српската индустрија произведуваше муниција и муницијата и се доставуваше преку Романија и Бугарија, преку Црното море. А сега во моментот се затварат најмногу, има удари по Николаев и Одеса, значи кај што тоа се пристаништа кај се доаѓа или помош на Украина во оружје, но сега почнаа да ги гајат и земјаните патишта, поточно возовите кај што одат, локомотивите, така Украина во моментот е безнадежна, се освен дрони ништо посебно нема. Ердоган и вети око 70, мислам, крстаричи ракети на Украина, кога ќе стасат и дали ќе стасат прашање. Инаку интересно за Ердоган, имаше некои податци, навалам дека примено еврејската вера, дека хазард, но не може да направам тако нешто, бидејќи немам повеќе избори, само тоа се едни шпекулации, па поред тоа и верскиот водач беше на Турција во екзил во Америка, каде американци го чуват за да го Ердоган држат мирен. Инаку Ердоган мисли да доаѓа и на Балканот, повторно инвазија, бидејќи не случајно беше им бегалската криза 2015, ако беше јасно го кажав дека тоа не е бегалска криза, туку дека тоа е инвазија на Европа. И погледнете Германија, Франција, Велика Британија, повеќе се муслимани, во еден период во Велика Британија градоначелник на ООН беше пакистанец или индиец, а премиер индиец, така нешто беше, нема да се заборам. Драги пријатели, во наредниот видео ќе обработувам, значи, за следната година, особено Велика Британија ќе обработувам, која треба да се погрижи. Јас само ќе потсетам Велика Британија и Полска особено на зборовите на Медведев, кој иначе подпредседател на Советот на безбедност на Руската Федерација, кој втор човек да кажеме, со Владимир Путин, председателот на Руската Федерација, менува, се ротира на премиерското и председателско место, кој има изјавено: наши историски непријатели се Велика Британија и Полска. Полска затоа бараше нуклеарките од Германија сад да ги препари во Полска, но сад тоа не го направи. Инаку една работа треба да знаете дека без разлика што Роштелови го финансира и Наполеон Бонапарт и Хитлер, Америка не се вклучи во војна против Русија, ни во првата, ни во втората светска војна. Тоа го остави на Европа. Наполеон не беше сам, имаше во коалиција од над 20 европски држави, како Хитлер што не беше сам. И особината он така имаше договори со Јапонија и нормално Италија, ама Италија мало земја, така да многу не завршават, но например во Хитлеровата војска имаше чак и од Украина дивизија пред Сталинград, Галиција. И интересно за Галиција, кој ќе се спомне, многу пати се му кажа на советниците на Романови, му рекол на царот, никогаш да не ја припојува Галиција. Тоа се католици таму. Дали се унијата, не сум сигурен, не ме треба се збор. А таа грешка ја направи Сталин, кој 39 година
со поделата на Полска меѓу договора со Хитлер, ја припои Галиција. И токму таму и нацизмот во Галиција и бандеровците се создадоа, убеи многу пољаци и таа дивизија исто се најде пред Свенград. А денови еден нациста, не ми текно името, Зеленски го врати и го погреба во Украина. Драги пријатели, во сум, во текот на недела, овој ден, уште еднаш ќе повторам, оние што има желба да ќе седат моите анализи, треба да притиснат копчето претплати или супред бесплатно е и навремено ќе добивате објективни анализи. Во сакам бав сон, со создател и Македонија напред.